Почитувани мој добар ден, верувам дека сте во пријатна домашна атмосфера со оние кои што ви се особено драги и далеку од временските услови. Тоа значи високи температури кои што буквално ја донесоа земјава во портокалова фаза. Температури повисоки од 40 степени, тоа е факт. И тоа во сенка. Уве зрачењето на максимум. Лекарите препорачуваат да не се излегува надвор помеѓу 10 и 17 часот. А градежните работници се жалат дека не се почитуваат препораките и понатаму се на своите работни места. Инспекциите се на терен и имаат полни раце работа. Во периодот од 13 до 16 јули Државниот инспекторат за труд извршил 272 инспекцијски надзори. 195 од нив се вонредни и 77 контролни. 47 фирми во најголем дел градежни добиле решенија за забрана за работа во периодот од 11 до 17 часот, затоа што и покрај препораките на владата работеле во тој период, не почитувајќи ги мерките. Оно што денес сакаме да подискутираме со вас, каков печаток имате? Што е поважно, профитот на газдите или пак здравјето на работниците? Секако тука ќе ве потсетам задолжително да не заследите и на социјалните медиуми. Меѓу другото, она што е исклучително важно е дека дискусијата можете да ја продолжите или да ја започнете на Facebook Црвена линија, потоа нема и на Twitter секако, а ќе потсетам дека темата, односно сите теми за кои што дискутираме со вас, драги мои, ги објавуваме и на профилот на Телма телевизија на Facebook. Оно што е од исклучителна важност е, би посакала се разбира да бидете дели од големото Инстаграм семејство на Црвена линија, што значи заследете на Инстаграм и веднаш на Инстаграм стори кликнете. А зошто? Затоа што тука ќе ве пречака денешното анкетно прашање на кое што верувам дека секако имате одговор. Прашањето е дали инспекциите успеваат да ги регистрираат сите неправилности. Две опции за одговор, едната е да, другата е не. Кој како одговорил ќе дознаеме таму некаде по рекламите, така да процентуално секако ќе ви бидат соопштени резултатите на ова денешно анкетно прашање. А како се доаѓа до нас? Процесот е многу едноставен, доволно е да го завртите телефонскиот број 02-307-0005 и она што е ептен најважно, така ќе нагласам овој пат и го повторуваме постојано и постојано, по вклучувањето, откако ќе ве прифатат во режија, не заборавајте задолжително да го намалите целосно тонот на телевизор. Така ќе немате впечаток дека има ехо, дека може би некој пред вас, дека не ве слушаме и се разбира секундите кои што се драгоцени, а ги имаме 90 за секое јавување и секое излагање, да не очекуваат бадила. Како и да е, јас ве очекувам и верувам дека вашето око низ земјава регистрира можеби градежни работи во периодот кога е строго забрането и се препораките такви да градежните работници, како и бремените жени и хронично болните, во периодот од 11 часот до 17 часот не бидат изложени на топлото време. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Секој добро во Црвена линија сте? Дали си во Црвена линија? Да, ве слушаме. Забележувате ли да работат градежни работници во овој период? Вчера бев прошто. Вчера бев во Скопје прошто, случајно бев за Скопје. Значи, онај кај Holiday Inn, не знам кој му дал дозвола, онај од општина Центар и Герасимовски, како се вика. Значи 15 камиони со тие континери цимент цело време носат и за силно праве згради, тој не знам кој како се вика, дали во Зарежје, кој му дал дозвола и поскритно треба кривична пријава и тие да го апсат, не само него, и онај Зорана Зманов. Значи, дали забележавте дека работниците работат на објектот? Закучени, значи наталитет нема. Абе, работниците, значи, треба тие газите, кривични пријави и одмah да го уастат. И кој му дал дозвола да граде кај Holiday Inn, поготово. Тоа 15 камиони со континери, цименту и сура таму,
стражари поставили... Според вас, луѓе што да е не поважно? гледат Дали само. ме слушате? Тие кривиште пријава и поскитно да го угаста тој... Тоа слушнавме. Дали ме слушате вие мене? Тоа работниците. Е така, сега, дали ви изгледа дека профитот на газдите е многу поважен од здравјето и животот на работниците? И сега, со оглед на тоа што инспекцијските служби се на терен и сега ко пишуваат казни, дали ќе ве прашаме и ова во црвена линија, според вас инспекциите успеваат да ги забележат сите неправилности на теренот? Добар ден! Добар ден. Секој добро во црвена линија сте? Добар ден, Тина, ако сум јас на вашата... Да, ве слушаме, повелете. Така, поздрав до вас, до вашата ТВ куќа. Голем поздрав и до вас. Режисерите што ме уклучија, што се многу коректни. И до вас што ја водите прекрасно емисијата. Се вака би одговорила на прашањето. Во една држава што е капиталистичка, а не демократска, газдите си огледаат профитот, здравјето на работниците не може битно. Ако работникот умре, одма друг ќе донесат. Малце морбидно гласи ова, меѓутоа да, инспекциите да на терен се, пошто јас постојано сум на работа и идам и се враќам од Скопје и гледам дека стојат работниците, работат. Меѓутоа е многу важно и битно инспекцијата која ќе го фати кој е газдата, на кој обект ја работи и зошто работниците ги немаат правата што се заштитени со законот, не смеат да реагират. Значи, џабе и инспекцијата работи. Ајде, сметате ли дека успеваат на терен да ги забележат сите неправилности? Ја мислам дека коректно работи инспекцијата, меѓутоа Так. пак ќе ви повторам дека тоа све зависи кој газда е на објектот и како после извештаите од инспекцијата друг ќе му нареди да се реализира. Така да работниците нема никакво право во една капиталистичка држава не ги интересира за работниците. Кој се интересира за народот? Никој. Благодарам. Сега, ако ние се интересираме за вашиот став и мислење и уште еднаш големо благодарам и ве што го споделивте со гледачите на Црвена линија. Веќе досега имавте можност да слушнете што велат гледачите кои што први го пробија мразот во ова издание, па секако продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Па еве, дали во овие жешки денови и портокалова фаза забележувате недозволено работење во овој временски период за градежните работници особено? Така, Тина, се согласувам, многу убава тема за заштита на работниците. И предходниот говорник, драг од Кавадарци, човекот и госпожава пред мене, ме насмеја. Да ви кажам зашто. Што системот си носи закони. Он вика, дошол од Кавадарци, се прочитал, го видел Holiday Inn се градело. Holiday Inn се дадени дозволите уште пред 10 години. Ние сите говориме на телевизии и X други работи. Работниците работат. Кој инспектор има сила и правда да му каже на некој газда на урбана мафија? Во ниеден случај. Тоа е све за жал. Тоа го имаше во време на комунизмот, што го стариот напаѓа комунизмот од Кавадарци предходниот што се јавува, дека не му се свиѓало, а сега го кажува дека убаво време било. Значи, ипак тогаш биле заштитени, сега не. Не функционира, по мене не функционира ништо. Тина, извини, немој навредливо, ама вистината нека не ги вреđа тешко тие што работат во тие градежни фирми, освен вие како телевизија Телма, никој не го познавува тоа прашање. А тоа е во полза на работниците. И ве честитам на вашиот предлог што сте го дали, на вашиот прашање, и тоа се работи стварно за работници, за човеци што ви кадандо. Меѓутоа никој не води за здравјето на работникот, сега го гледат профитот. Така, благодарам многу за вашето јавување во Црвена линија и веќе
повториме дека апсолутно Црвена линија секогаш и постојано се труди најактуелните нешта што се дел од составен дел од нашиот живот и она што го забележуваме секако да го дискутираме токму со вас. А она што е актуелно во земјава е портокаловата фаза, екстремно високи температури, но и се забележува дека препораките се разбира не се почитуваат, а тоа значи дека градежните работници може да бидат забележени во терминот од 11 до 17 часот, секојдневно да бидат на своите работни места. Па еве, според вас како ви се чини поважен е профитот, можеби на газите или пак здравјето на работниците? Успеваат ли инспекциите да се разбира да навремено ги регистрираат сите неправилности? Добар ден. Добар ден. Еве, да сметате ли дека профитот на газдите е поважен од здравјето на работниците? Прво поздрав до вас, Тина, и до телевизија. Благодарам, голем поздрав секако и до вас. Игор од Битола, јас мислам оти работниците се поважно е здравјето на работниците. Нивниот труд, дека тие се борат за својата плата, за екзистенција на Република Македонија. Јас сум македонец, исто така работник. И понатаму мислам оти газите треба големо внимание да обрнат околу работникот, неговото осигурање, неговата работна стаж за пензија, за понатаму, например, ако има фамилија, неговата фамилија, и да припазат малце на работниците. Јас сум работник, исто така работам се што во Битола, работам и ко чистач и ко се. И еве, портокаловата фаза, сакам да кажам, оти е многу жешко. А еве, дали на многу жешко време забележувате во Битола да се изведуваат градежни работи? 36 степени е во Битола. Мислам оти другата тема не ја видов, другата тема не знам која е. И сакам да кажам... Ке подсетам само, внимавајте на тајмерот, 90 секунди е време трењето. Благодарам многу, Игор од Битола, што се јавивте во Црвена линија. Одиме малку и со оние кои што коментира, еве што издвоивме од коментарите, особено на Facebook Црвена линија, ќе ве подсетам и на профилот на Телма телевизија и таму ја поставуваме темата, па еве ќе почнеме со коментарот на Живко Данилов кој што има напишано. Тие што треба да казнуваат се заедно со газдите на градежните или другите фирми, затоа е така, ако ме разбирате. Ајде да видиме како е во вашиот град. Пред се верувам дека горе-долу секој од нас секојдневно се информира за степенот на температурите, како се преживува оваа портокалова фаза и дали забележувате работа на градежните работници во оној период каде што сушност и препораките се да се избегнува работа надвор, а тоа е периодот помеѓу 10 и 17 часот секојдневно се додека трае портокаловата фаза. Факт е дека сме изложени на топлотен бран, температури на 40 степен. Правилата и препораките се разбира важат и за хронично болните, секако и за бремените жени, но она што може да се забележи дека градежните работници некако како правилата за нив да не важат и ете она на што се изложени се навистина екстремни температури и физичка работа која што не е се разбира лесна. Добар ден за следниот гледач. Добар ден, сино. Добар ден. Па како е во Македонска Каменица? Дали е многу жешко? Колкава е температурата? Не е толку жешко. И жешко е. Ама кашкавите по-ладно од Скопје. Поладно од Скопје. Кој се грижи за ефтина работникот? Не грижи. Кој е поточен материјал? Но да го може да работи. Ова, какви инспекции, какви вакаци? Нема инспекции. Да кажам, кога се работи, испадам конач. Никој не може да каже, работат во Битола, работат во Скопје. Ти испадат твоje, ти што имаме да види, испадаме конач.
Јас не знам мастера. Тоа не се почна. Како се делти. Тај се терминали, така авионите. Не се не стигнете, а не да се исправни. Сам да му биде. Пријатна потом. Бидете поздравени и вие и секако поздрав за сите оние кои што не следат во моментот од Македонска каменица. Одеме повторно со коментарите од Facebook, поточно од профилот на Телма телевизија, па еве Ивица Петрушевски го има напишано следново. Газдите од недостиг на работници, вентилатори и лепези им држат до работат. Се мисли на работниците, а Оливер Огненовски напишал: јас не сум видел никаков инспектор. Па еве и ние ве прашуваме дали инспекциите всушност и успеваат да ги регистрираат сите неправилности и нерегуларности на теренот, дали забележувате од местото каде што ни се јавувате да во периодот од 10 часот до некаде 17 часот, кога и важат препораките, да не се изложуваме на мокното и жешко сонце, дали забележувате дека се изведуваат и понатаму градежни работи? Факт е дека градежните работници самите укажуваат на тоа дека за нив препораките како и да не важат. Токму поради тоа голем број инспекцијски служби се на теренот и еве уште еднаш ќе потсетиме дека Државниот инспекторат за труд извршил 272 инспекцијски надзори, 195 од нив се вонредни и 77 контролни, 47 фирми во најголем дел градежни добиле решенија за забрана за работа во периодот од 11 до 17 часот. Како е во вашето место и сметате дека еве дали ви се чини дека инспекциите успеваат да ги регистрираат сите неправилности на теренот кога станува збор за препораките да не се изложува, односно да не се работи, особено ова важи за градежните работници на овие високи температури во периодот од 10 и 17 часот. Добар ден. Добар ден, Македонија. Добар ден. Како е во Прилеп температурата? Еве да прашаме Жешко како... е доста времето, но велам дека не знам како е со инспекции на терен. Јас си брекам дека други работи мои обврски, но жалам што поединци газди, не треба да генерализираме, поединци газди се себични, сурови, бездушни и така ги искористуваат своите вработени кај нив во фирмата и само мислат на профит, а не на здравје и на живот на вработените. Но, велам, има дели и честни луѓе, добродушни луѓе кои се газди. Сега, од каде е ова вака кај нас? Кај нас е вака оти нема синдикати. Ние џабе учевме и живеевме во социјализам, ама од него ништо ни научивме, ни и марксизам учевме, и самоуправување, не знам ова, не знам она, работничка класа, фабрики на работниците, се беше вета во магла. Све е исто, само njega нема. Сега, тие што беа лажни комунисти, сега се газди. Сурови газди. Не сум јас газда, јас бев работник тогаш, тутунар дете, сега сум пак работник. Пак се борам за правда, за работнички права и за Македонија. А еве дали тогаш некогаш, еве бидејќи во младоста сте работеле, како Ми рековте... помени времето. Ке ви додадеме за ова, мораме да ве прашаме, дали тогаш кога сте работеле, еве бевте изложувани и терани да работите во најжешкото? Па тогаш вакви жештини за душа немаше, ама би кажал дека имаше пример каде, да речеме, работник се повреди или па загине на работно место. И немаше исти права како што имаше, да речеме, еден работник повреден во капиталистичка Германија или Англија или Франција. Работници во капиталистички земји многу поголеми права има од што во СФР или па до ден денеска со важни комунисти на власт. И во СФР и до ден денеска со овие СДС кои се сурови феудалци. Немат врска ни со работничка класа, ни со човекови права, ни со ништо. Тоа е проблемот. Така, благодарам многу, еве, што споделивте според ваше видување и искуство како било никогаш, а како е сега. Кога веќе зборуваме за портокаловата фаза, еве можете се разбира да го искористиме и вашето учество, да дадете и препораки и лично вие и еве идејни решенија што е најдобро да направиме за да се заштитиме од овие екстремно високи температури. Добар ден. Ало, добар ден. Секој е добро, црвена линија. Да, поздрав Тина до тебе Поздрав. и до Телма телевизија.
Значи, да ти кажам најискрено, си ги погодувате тимиве вака мене што допираат до мене. Значи, јас на времето бев референт по ХТЗ и многу ми беше тешко за нашите работници што така беа испратени на објект без шлемови, без ништо, на толку високи згради и едноставно, а требаше јас да се заштитам, нели? И кога ќе му кажав на газдава директоре, па како ќе одат они без шлемови, ајде гледај тамо своја работа, значи воопшто не допираше до него, а и ако дојдеше инспекција, он беше поврзан со инспекција, така да ништо, само работникот што беше загреота. И многу ми беше жал за нив, дури еден работник ми се повреди. Ама тоа се заташка, сваќаш? Така да, едноставно, газдиве се, не знам како да кажам, исто нашава зграда која ни ја правеа фасадата нешто, и работниците исто така беа без ХТЗ опрема, и јас пошто професионално да си го работев, нели? И ги прашувам, викам, зошто сте така? Викам, нели ви е стравке, не дај Боже ќе ви падне нешто на глава. Па вика, нашиот газда има врски со тука, не знам кој беше тогаш градоначалник, имаме ние врски, не на гајла, бе, дечко, викам, не дали имате врски, него ти да се заштитиш. Не ни даваат ништо. Замисли ти у какви услови живеат. Јас да ти кажам едно време, јас ќе кажам за мене и јас бев третирана лошо, освен работниците, посакав некогаш да бидам куќе. Веруваш или не, куќињата подобро беа третирани од нас работниците. Мислам, јас паѓам. Благодарам многу, ќе мора уште еднаш да посетам, само внимавајте на тајмерот, но сега кој ве повторно завртете го бројот и благодарам многу еве што споделивте ваше лично искуство токму од областа кога веќе зборуваме за заштита при работа. Но она за што зборуваме се сега кои препораките кои што се дадени сосем логично, бидејќи Македонија влезена во портокалова фаза каде што температурите достигнуваат на 40 степен, така да особено хронично болните ќе потсетиме, бремените жени и оние кои што изведуваат градежни работи, се препорачува воопшто да не се излежуваат на работа и се разбира на топлото време во периодот од 10 до 17 часот секој ден. Одеме сега со нешто што е објавено на Твитер на 13 јули, ава има напишано следново, има и фотографии, пишува Борче Ристевски, градоначалникот на Прилеп, не почитува мерките кои се наложени од владата и МТСП. За време на портокаловата фаза тој ги тера градежните работници да работат, срамота, па овој не работи цела година, сега за овие 4 дена ќе го среди градот. Казна под итно. А сметате ли дека еве инспекциите успеваат да ги регистрираат сите неправилности? Дали забележувате работа, градежни работи во овој период каде што важат препораките да не се работи на екстремно жешко време? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Секој добро во црвена линија сте. Благодарам, Пинче, поздрав. Голем поздрав. Од каде ни се јавувате? Од Неготино. Како е во Неготино? Работат ли градежните работници? Од Неготино топло е многу, 40, 42 од јула. Да, Неготино и важи за исклучително топол град. Можам да замислам како е сега. Тоа е поважно, вика, профитот на газдите и здравјето на работниците. Знаете дека здравјето на работниците е поважно. Ама тоа не се почитува кај нас. Профитот на газдите, тоа им на не поважно. Парите им се помили од децата. И да му работиш, не му е доста на нив. Тие се луѓе, сурови феудалци. И сами себе се, до ручек сами себе се мразат, а после ручек се ги мразат. Цел ден да му работиш не е доста. За нив ни портокалка, ни жолта, никаква фаза не важи. Работниците се не само на жест што се изложени, туку тие се изложени во зимните месеци и на дожд, и на снег. За нив ништо не важи. Дури тие треба да имат и бенефицира. Дали ги гледате инспекциите еве на терен? Има ли инспекции? Инспекцијската служба не. Инспекторската служба никако не функционира, тие се поврзани со газ. Ти што му можеш? Кој дава, тие добива. Што ти може инспекција? Не може газот да го казва. Ти му даде парички и работа е свршена. Толку е.
Благодарам многу, поздрав до сите и од Неготино кои што не следат. Секако останете во својот пријатен амбиент и гледајте Црвена линија. Очекуваме да ни се јавите, верувам дека ќе имаме гледачи од повеќе места од земјава за да директно од вас дознаеме дали всушност се вршат градежни работи во периодот кога се препораките да не се вршат градежни работи. Добар ден. Добар ден. Секој добро во Црвена линија сте. Благодарам. А зошто инспекторите? Па газдите вајда знаат дека работникот има помал ефект од работа кога е на таква температура. Плюс ако му се разболи па го изгуби работникот, значи нема да има фајде од сето тоа. Видете, да се подсетиме малку, а и сега е така, на Блискиот Исток, например, кај што многу градежни фирми наши работеа таму и кажуваат дека се работи двократно. Таму температурите вообичаено се над 40 степени преку лето. Значи Сабајле, например, од 6 до 11, после се повлекуваат до 16 и од 16 до 21 продолжуваат со работа. И тоа е вообичаено, зашто градежништвото, знаете, тоа ако летно време не се работи, која ќе работи зимоска. Меѓутоа, не знам што прават овие наши газди. Ако навистина така размислуваат, алал им вера. Затоа после немаме работници и се чудиме што се случува во државата. Благодарам, јас толку кратко и јас. Дали може да ни откриете од каде се увате? Јас сум на Теферич, ама имам искуство. Така, па еве таму околу вас дали забележувате градежни... Се работи, ама овде е 25 степени надвор. На 1700 метри, разбирате? Па тоа значи дека препорака ваша би било да ги поканите гледачите да го посетат Теферич. Нека дојдат, има 1000 викендици на Попова шапка, ама празно е, полупразно. Така, големо благодарам уште еднаш што одвоивте време и секако еве низ ваша призма укажавте на тоа како гледате на темата за која што дискутираме со вас. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Црвена линија. Се слушаме добро. Добар ден. Овде сретниот дедо, поздрав имате. Се извинувам уште еднаш. Сретниот дедо овде на телефон. Среќниот дедо, добро слушнав. Да, со внуките сум тука и така се ладиме. Одлично, и со Црвена линија. Знам. Не верувам дека се жалат градежните, која фирма работи градежна? Нема, све се растуриде. Мавро, ја бе во Мавро порано, сега нема ништо. Граници, кои работат? Дали не ви се чини дека нема доволно, не се работи, не се градат нови згради, комплекси? Вие се почитува тоа, затоа што еве сопругата моја е над 6 години, таа е дома, ја пуште уште во петакот. Така. Значи се почитува тоа. А за градежните, па не знам, нема кој да работи, фирми, мислам, не работат. Кој работи фирма? Мавро се растори, граница се растори. Не забележувате дека се градат интензивно стамбени објекти? Па се градат ама тоа во Скопје зграда до зграда тие по ценка се селат. Така, значи не се изложени според вас? Да. Поздрав до моите пајташи, попот од Прилеп и оđата од Радишени. Многу ви поздравувам. Драго ни е, верувам дека гледаат и ве слушаат, верувам ви испраќаат поздрав. Добро, продолжете еве да не следите секако да можете да слушнете како е на другите места, слушате што велат гледачите досега. Одеме понатаму, еве ќе прочитам еден твит од Наум Спасовски кој што напишал: зошто термометарот мери објективна температура, не додава влажност на воздухот и одзема ветар. Овде на 31-32 степени не ми се излегува надвор. Во портокалова фаза сме. Не знам што е тоа фаза во метеорологијата, ама во Македонија тој термин е и оставил празно. Како и да е, ние сега го сме во портокалова фаза, тоа значи екстремно високи температури. И она за што зборуваме е секако дека дури се забележува и самите некои од градежните работници се жалат дека што се однесува до нив и нивната работа не се почитуваат препораките, тоа значи продолжуваат да работат со своите градежни активности и на високи температури, изложени се разбира во периодот од 10 часот до 17 часот секојдневно.
Па како е во вашето место? Дали забележувате градежни работи на екстремно високиве температури во периодот кога се препорачува да не се биде изложен? Добар ден. Добар ден. Од каде ни се јавувате? Од Скопје. Од Скопје. Тина, зошто никој не ги спомна овие инкасаторите од Евана што одат по цел ден во вручината? Одлично, еве споменете ги и вие. Сега Ете, јас ги кажав. Добро, еве што ќе кажете повеќе, сте дискутирале со нив, дали тоа постојано се случува или? По цел ден се на улица, што вика од мајцата и од панталоните вода ми тече од мене. Па викам барајте, се кажува дека не треба тоа време да го работите. Што ви велат на тоа? Па на нив не е јасно, ама кој тоа ослободува. Кој тоа ослободува? Дали ви се чини дека профитот на газдите е поважен од здравието и животот на работници? Мислам дека да. Еве инспекцијски служби успеваат ли според вас да ги забележат сите неправилности? Јас имам дете што работи таму, кој ќе дојде дома мртов уморене. Ѓорче, не знам кај иде, Мирковци, Чучер, Сандо, викам, бе, змии ќе ти изедат, бе. А што да правам? Не те слушам, Тина. Да, ние ве слушаме. Поважно е вас да ве слушнеме. Што ќе додадете уште во однос на тоа? Што треба да се направи, според вас? Па берем тој период од 10 до 5, како што се препорачува да биде ослободен, или двократно да се заврши работата, пошто има луѓе со притисок, јасно не е со шекер, со так се работи. Так, хронично болните, препораките за ни важат. Големо благодарам, еве одлично. Веќе е црвена линија си доби една нова насока, еве може да забележиме дека и екипи кои што се на терен, всушност се изложени на високи температури, исто како и оние кои што работат на објекти. Сега останува да прашаме зошто не се почитуваат препораките и дали ви се чини дека може би профитот на газдите е поважен од здравието на работниците. Или имате сосема поинакво искуство. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме на 02307 05. Добар ден, повелете. Се слушаме. Да, ве слушаме, повелете. Сега века, треба да се постави мораториум за Скопје. Скопје е прегусто населено. Мораториум и процентот за персонално данок да се накачи и прогресивен данок. А оној кај Холидеин што му даде пред 10 години и тие треба да ја уастат и кривички фиеви. Кажете ми од Кавадарци ли се јавувате? Послушајте ме. Скопје е прегусто населено. Тоа е друга тема. Дали ме слушате сега? Не ме слуша гледачот. Дали во Кавадарци работат градежни работници? Нема градење. Во другите градови нема градење, само во Скопје се граде. И работници не заштитуваат. Не заштитуваат, поготово во Скопје. Значи, тој ќе ходи и по 15 камиони, оние континери, цимент и турат. Секоја ден, засилено се гради за кај Холидеин. Ако му даде пред 10 години, тие тебе да одговарат, че му даде дозвола. И погодно сега овој што, значи, открито треба кривична пријава и со декрет, че му забранам, нема да гради згради. Тој ја знано што е и онај чифлиганец и овој сега најповеќе кај Холидеин. Тие човек подкрито тебе, значи, он посилен иде од владата си, он е врзан со инспекторите. Значи, големи пари му дава, не знам како се вика Лазаревичи. Открито тие човек тебе да го уасат. Скопје е прегусто населено на нас. Тако град не ни треба од милион народ. Така, благодарам многу за јавувањето. Еве, ќе имаме во предвид да поставиме во наредните денови можеби и тема за да се постави, како рековте, прогласи мораториум, нели? За градот Скопје, но оно за што дискутираме денес и оно што е актуелно, се извинуваме, е екстремно високите температури. Сме во портокалова фаза и еве оно што секако до сега можевме да слушнеме, препораките како што е напоменато важат за бремените жени, оние кои што се хронично болни, секако за оние кои што изведуваат градежни работи, но еве имавме гледачка која што еве ни укаже и не подсети дека има и голем број на работници кои што се на терен,
Работот се разбира, може би не градежни работи, но постојано имаат работа на терен, а тоа значи да бидат изложени на екстремно високи температури во надворешни услови. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Да, се јавам од Скопје на тема. Имам 64 години, никогаш се немам во живот јавено во живо. Ова е прв пат. Драго ни е. Затоа што работев во една компанија приватна. И тоа, знаете каде? Тоа е строг центар на Скопје. Кисела вода, до општина Кисела вода, имате 4 згради на 100 метра со 4 различни фирми, од кои се некои газди. Што знам, ја не верувам дека некој ги познава. А ја би ве замолил вас да не правите ваква емисија вие, него. Вие како телевизија која гледа народ, да излезете со кола, нема да правите интервју никакво, со кола, и ќе проверите. На секоја зграда има луѓе. Сега што се кријат под сенка луѓето, сакта да преживее. А газ завели, што да му правам? Го плаќам 45 евра, го плаќам дневница, ќе работи. Луѓе дошли тука повеќе градежници од Албанија и од Анадолија. Уведев работев на обект и доаѓаше само полиција да ги гони, бидејќи тие беа непријавени и ги депортира. А овдека, ама баш никој не доаѓа. А општина Кисела вода е на 60-70 метра. Си проаѓа тука, си гледат од страна, тар. Интересно им е. Инспекции вршат ли контроли, како ви се чини? Бог да чува, не сум видел воопшто никаква инспекција. Ни еднаш. Што е најжалосно, имате згради кај што не оди ни проектант, нито оди. Драго ми е пред себе што се вклучивте за прв пат во црвена линија, како што напоменавте на почетокот. Се надевам нема да биде и последен пат. Само мора да укажеме дека за сега правилото е 90 секунди е за секој излагање, но еве додека трае црвена линија, слободно можете уште еднаш да не побарате за нови 90 секунди. Како да е, благодарам многу еве што споделивте какви сознанија имате вие. Што се однесува до работата на терен, секако за голема пофалба се новинарите од ДЕС кој што постојано преку вестите на Телма телевизија, тука ќе потсетам задолжително да кликнете и на telma.com.mk, се трудат се разбира што е можно квалитетно и целосно да ве информира, така да еве она што ќе го пропуштите гледајќи, не сте го виделе буквално ќе кажам на телевизија, секако можете да го дознаете и да го проследите и на telma.com.mk. А ние продолжуваме со вас. Што имате регистрирано досега, особено од кога Македонија во портокалова фаза? Дали гледате работници кои што се изложени на работа, иако препораките се да останат, се разбира, надвор од градежните објекти, надвор од работата на терен. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Добар ден и до вас. Да ве поздравувам од Жешко Рациново од Припек. И таму е Припек, значи. Многу е Жешко. Па се знае, да. Вака, за градежните, едниот вика нема градежни фирми. Поминали се Илинден, Маврово, друго трето. Тие помина, тие Маврово, Илинден, и што беа во тие времења, тие се више приватни. Приватњак ги води. Да, многу добро знаеме ние сите. Сега денеска 42 степени. Да бидеш на 5-6 спрат по плочи, тоа е да биде од челик човек, па мора да му фали нешто, а ние сме од крвот месо. Ама кога е приморно и морално, тоа е најтешко, затоа што дома треба да носи да јадат децата. Малите деца ги имат дома или големите, без разлика. Сега, газдите плаќат тоа што плаќат, не разбираш, па и од надвор дури, пошто тука нема више таква работна сила, и од надвор донесуваат, кои ги пријавуваат тие луѓе? Никој. Кај се тие пријавени по здравствена заштита? Нигде. Значи, влечи стапот, земи акот. Кај што најде ќе спие, ќе онадата. И тие се луѓе, гревота оддалеко дојдава, како нашиве
по Европа и по свет тоталка. А ви личи ли дека инспекциите успеваат се да регистрираат? Инспекциите само треба ние да ги викаме или преко јавноста, преко телевизија, за тоа што само Така, големо благодарам и ве поздрав и до оние кои што не следат од Арачиново. Навистина, насекаде во земјава е екстремно жешко и топло време, но како што напомена и гледачот пред малку, голем дел од работниците имаат семејства за чување, прехранување, особено мали деца, па, како што рече гледачот, и немаат многу избор. Па така, она што регистрира и Државниот инспекторат за труд, кој што извршил 272 инспекцијски надзори, 195 од нив биле вонредни, од кои што 77 контролни, 47 фирми во најголем дел градежни добиле решенија за забрана за работа во периодот од 11 до 17 часот. Па, дали им е можеби на газдите поважен профитот или здравјето и квалитетот на работата на работникот, а квалитетот доаѓа и со доброто здравје секако. Добар ден. Ало, пак добар ден, ти ја уште еднаш. Да ти кажам најискрено, многу ми се допадна гледачот пред мене што кажа. Се си кажа искрено човекот, работниците мора да заработат, него, знаеш како, они сега работат, душички молчат, нели не смеат да прозборат, не смеат да кажат, да се повунат, зашто ќе ви шутнат како да не е човек. Ама затоа ако ќе останат во пензија вака како мене, ќе отворат уста, ама после веќе касно ќе биде, разбираш. Така да едноставно тешко е многу на тој што работи и жената што кажа пред малку, а човекот што рече пред два гледачи дека газиве треба да размислуваат, да си ги задржат работниците зашто им требаат. Ама јас да му кажам на господина што убаво кажа, треба, ама, дали тие газди имаат душа? Секогаш сум се прашувала, значи не ги ставам сите во кош. Ама може би 90% се такви, имаат ли тие душа? Дали тие опште сочувствуваат со тој човек? Не. Тие го гледаат само како евро, долар, или не знам како што го гледаат, не го гледаат како живот, суштество. Поради тоа е така, Тина. И уште нешто сакав да кажам на тие објекти, значи нема заштита и на нас што поминуваме, значи објектот воопшто не е заштитен со мрежи, да се направи нешто така, паѓато до згора, малтери, а тоа знаеш што тесни улички кога ќе поминеш, па дури да ти е страх нешто да не те погоди. Значи тоа е страшно, ама нема инспекција, се е тоа подкупено, се е тоа џабе. Поздрав, многу ми помина времето. Поздрав многу и ве благодарам за тоа што повторно се вклучивте во Црвена линија. Винка Мирчевска Правуловиќ има напишано коментар: инспекторите се на одмор, топло име. А Владо Сукловски напишал Катинер, односно најверојатно мисли на Катанец, на таквите фирми под Итно. Еве, според вас, дали инспекциите успеваат да ги регистрираат сите неправилности на теренот? Дали забележувате и понатаму активна работа на градежните објекти, но и на екипи и се разбира има и работни задачи и позиции кои што подразбираат работа на терен, што значи, како што рече и гледачот или гледачката пред неколку од вас, дека дури и екипи кои што работат на терен исклучително им е тешко на овие екстремно високи температури. Што значи се добива впечаток дека некои не ги почитуваат препораките во оваа портокалова фаза. Добар ден. Добар ден. Секој е добро, Црвена линија. На линија сум? Да, ве слушаме, повелете. Па јас се јавувам за приватниве предпријатија што работат на жешко. Така. Сите барат да ги заштитат, а воевано што работат инкасаториве, преку цел ден се Да, и за нив зборуваме веќе. Ало? Да, и за нив веќе зборуваме. Работат постојано на терен се. Постојано на терен работат, од куќа на куќа се во жешково време. Никој не води драчу, ни му дават уште појки работа. Не да му намалат. Нити се платени пак. Никој тој не го спомнува на телевизија, слушам. Сега една жена пред мене. Така и во таа насока ја посочивме и Црвена линија. Вие сте втора која што говорите за овој проблем исто така. Да, тој е голем проблем. А инспекциите,
како ја оценувате работата на инспекциите? А инспекциите се криви. За сите работници тоа важи, ама посебно за Евена никој нема спомнато. Каква тешка работа работат, еден за тројца работит. Никој то рачун не го води, нити во Жешко, нити да се платени, па и 30 души нудзенеме за да удат веќе. Така, благодарам многу за јавувањето. Еве во црвена линија по јавувањето на неколку гледачи претходно имавме, ми се чини, гледачка која што еве истото го напомена како и вие, така да ете сега веќе зборуваме и за оние луѓе кои што се принудени да работат на терен, тоа значи поправка на, верувам, искачување на високи бандери, електрични и така натаму, сето тоа на екстремно високи температури. Како да е според вас, дали еве инспекциите успеваат да ги регистрираат сите нерегуларности и како еве можеме да направиме да еве како што напоминавте, некои од газдите се разбира да ако веќе самите немаат совест за работникот, како може државата да ги заштити работниците кои што според препораките на владата не треба да работат од 10 часот до 17 часот. Особено оние кои што се на градежни работници, а еве се спомна и некои кои што се на екипи на терен. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во црвена линија сте. На линија сум. Да. Само сакам да ви дадам комплимент. Многу сте харизматични и во оваа тешка состојба температурна. Али кога ќе викнете телевизор, Поубаво звучам. Најдобри сте. Така ќе биде, тоа се разбира во новата сезона, ќе викаме и телевизор и многу вредни работи. Тоа секако. Ако е Жешко, добро работите. Така и треба да биде. А еве вие што ќе кажете, треба ли на Жешково да работат работници како што се градежните работници и екипите кои што работат на терен, поправат електрични инсталации и така натаму? Да не работат од здравје во прашање човеково. Здравието е најважна работа. Пријатно. Благодарам многу. Останете ми тогаш со добро здравје и се разбира во новата сезона ќе викаме и многу погласни ќе бидеме за уште повредни награди. Но секако најголема награда е здравието, доброто здравје, ќе посетиме и квалитетниот живот. Тоа го заслужува секој работник, па така и оние кои што ете во својата работна кариера треба некој се разбира да извршува и градежни активности. Но тоа не значи дека не треба да се почитуваат препораките кога станува збор за овие работници, како и за оние кои што треба да активно работат и интензивно на терен. Па еве сега она што прашуваме, дали имате впечаток дека можеби профитот на газдите им е поважен од здравјето на работниците и дали забележувате дека инспекциите успешно и целосно ги детектираат сите неправилности на терен. Добар ден. Се извинувам ти на повторно пак. Ако дозволено е, сме кажале, секогаш може репете. Пошто не го довршив и вака. Се слушаме? Да, продолжете, ве слушам. Добро. Не го довршивме цело. Сега девојчево или господјава или господица се жалише од ована. Имам човек ја дома, лично мој син работи таму, во Евана. Знаеш дека таа одела што носи, кога доаѓа, попоарно во Вардар да ги фрла или да ги носи од Вардар да ги ваѓа. Тоа е голема гревота. Ама газдата е од Аустрија, тој не те прашува кај, што, дали оген, дали гром, дали се утепаш, све не, запусти од тој денат. Сега инспекциите. Инспекцијата делува, работи, ама кога ќе иде инспекторот кај мене во моето градилиште, со мене ќе се расправи. И јас полека или од задниот или од натрешниот джеп, ќе му отоплам или ќе му олагам джепот сега на ова топлота и чао толко. За тоа што кај нас законите постојат, устав постои,
Каде има во светот лош устав? Нигде не. Како што сме ние, таква е и уставот. Ама кој ја почитува? Никој. Ама кој закони ги почитува? Ама никој. Само како што му е пократко и подобро. Само да дојдете пустиот. Благодарам Иве што повторно се вклучивте во Црвена линија. Еве жив пример дека тоа може да го стори секој од вас и додека трае Црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Може Тина, како не може? Вашата демократска телевизија може се. Може. Мислам дека може културната јавувачи и вие сте демократи и дозволувате повтор пат да се јавуваат вашите јавувачи. Мислам дека е така. Еве, вие сте доказ за тоа. Да. Ме потикна двајца гледачи, еден од Кисела вода и еден од Рачиново господин, што зборува за работниците. Во градежните компании, верувајте дека 80% од градежниците се странци кои што не се пријавени. И затоа така се однесуваат во однос на инспекторите кон работниците, затоа што не може да влезат, затоа што треба да ги истераат. Не само тоа, еве видите во Црна хроника се странци погинуваат и во Тетово имаше во едно село ги потпати сега преди неколку дена погинаа двајца странци. Ајде, јас да не бидам толку ригорозен. А што се однесува за инкасантите од Евана и работниците во градежна фирма, не може да секоја планина има своја тежина. Да знаете, свака планина има своја тежина. Меѓутоа работникот кој седи на плоча, цел ден изложен на 40 степени и следен инкасант кој што со моторче, со бицикла или со кола оди да работи, неспоредливо е. И таа е тешка работа. Меѓутоа работниците во градежните групи кај што работат е најтешката работа. И на нив треба, верувајте, дека инспекторите треба да искочат да ги заштитат во овој момент. Ви благодарам и ве поздравувам. И јас ве поздравувам и ја ви велам благодарам. Има нешто интересно да сакав да прочитам од Твитер, интересен твит, пред да го вклучиме следниот гледач. Пук има напишано: Македонија е во портокалова фаза да не се излегува од 11 часот до 17 часот. Со овие цени и после 17 часот не излегуваме. Делфинчето напишал само да пројде портокалова фаза и одма е по друго. Но време е за уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете во Црвена линија сте. Во програма сум, така? Да, повелете, ве слушаме. Зашто јас слабо слушам. Ја би вака рекол, ако за газди се и во Евана, и во градежни некаде, тогаш не би требало овие работници да работат. А ако работат за сите луѓе, за доброто на општо на народот, би требало и на 100 степени да е, ако треба се гаси некој вулкан, како што имаме многу вулкански луѓе, па така ги угасиме нивните страсти, ќе треба, Бога ми, и на 100 степени да работат. Затоа се забранува и оној рудникот Иловица, значи да не дојде до хаварија, да малку колку што можеме земја. А ако мислите дека газите се приват во Евана и секаде, тогаш овие што работат едноставно можат да седнат да одмарат во секое време. Зошто? Зошто за газата да работи и само тој да се полни, да јаде, а народот да нема ефект и да гине како глупци во канализација, така? Благодарам многу за јавувањето. Дојде времето за реклами. По рекламите станно доаѓа времето кога треба и да ги соопштиме резултатите од Инстаграм стори анкетата. Туку уште еднаш само останува да ве потсетам. Не заборавајте да не заследите на Facebook Црвена линија, Twitter, си како профилот на Телма телевизија. Тука ќе ве потсетам и да кликнете на telma.com.mk, а на Инстаграм, еве Инстаграмџи како одговорија на прашањето. Прашањето за денес беше дали инспекциите успеваат да ги регистрираат сите неправилности. 15% одговорија со да, а 85% одговорија со не.
Како и да е, утре верувам дека повторно ќе имаме доста од вас кои што и веќе проговорат за некоја тема која што верувам ќе биде актуелна, а ние нема да ја пропуштиме. Секако јас ќе се заблагодарам на сите вас кои што се вклучивте во ова издание и со оглед на тоа што се уште трае портокаловата фаза, има многу е жешко надвор, останете со програмата на Телма во својот домашен амбиент и уживајте во друштвото на своите најблиски. Довидување.